Здраво за припадниците на знакот Овен овде. Ова ќе биде толкување, таро толкување за сите вие кои сте родени во знакот на Овен или пак вие кои имате некој роден во знакот на Овен во вашиот живот, а сакате да чуете какви се предвидувањата, тарот предвидувањата за месец септември. Значи ова ќе бидат генерални толкувања за месец септември и токму поради тоа зборуваме за многу од вас. Не може сите подеднакво исто да ги доживеете нештата, не може сите истите нешта да ги доживеете. Обидете се да се ја препознаете пораката која е за вас. Она што не обрнувајте. Она што не е за вас, не обрнувајте внимание и отфрлете. Пред да започнеме, не заборавајте, претплатете се, станете дел од сето ова, со тоа што ќе лајкувате, споделувате, коментирате и со тоа ќе ни дадете до знаење дека некому нешто му значи ова. Ајде сега да видиме што носи септември. Септември месец за повеќето од вас овните ќе биде фантастичен месец. Буквално преубав месец. Нешто се случува, може би уште во јули се случувало, ако не се случило во јули или август, ова се случува сигурно во септември. Меѓутоа, имам чувство дека веќе во август се има случено. И нешто се случило, нешто вие сте добиле, некаква понуда, некаква идеја, нешто дошло кон вас, меѓутоа многу реално, многу големо и многу значајно, многу вредно. Сега за дел од вас доаѓа, меѓутоа за дел од вас ова вие го правите. Вие го носите кон некого, оваа понуда, оваа идеја, овој подарок, ова извинување, без разлика може се да биде. Се случило, да, и сега сте во еден процес на подготовки. Може би се радувате, славите, го славите животот, склучувате договори, поради фактот што може се да биде, значи ако е во работата, склучувате договори со многу голема некоја компанија, со многу големи луѓе, со многу важни институции, нешто големо, навистина големо се случило. Или се случува, ви кажам, значи, ако не се случило, сигурно во септември ќе го доживеете. И сега, да, сте во една фаза во која славите, се радувате, воодушевени сте и се чувствувате многу гордо, многу способни, многу моќни. Конечно го добивте она што го баравте, што ви требаше. И сега за некои е ова во љубовта и може би доаѓа некаква понуда за брак, меѓутоа јас мислам дека предходно вие или партнерот, зависи на која страна сте, зачнало. И сега, поради фактот, сознанието дека вие носите живот во себе, дошла одлуката да некој некому овде понуди брак. Значи, мислам дека вие сте таа кои спремате изненадувања, ќе понудите брак, меѓутоа сега ако не сте вие, тоа ќе биде за вас ова изненадување. Некој се подготвува да ви понуди брак, меѓутоа на еден многу убав начин. Сака да ги осмисли сите детали, буквално до детали размислува како да го направи сето ова едно буквално филмско запросување ќе биде тоа. Ако не е во љубовта, кажав, тогаш е во нешто во кое влегувате, склучувате некој договор, добивате некаква работа, која има, не само што има изгледи, туку и таква е, буквално ќе ви донесе и материјално богатство и секакво поинакво богатство, се што представува зборот богатство за вас. Со личноста со која склучувате договори, со која
влегувате во сето ова и во работата и во љубовта, која таа личност е моќна, способна, финансиски добро ситуирана, меѓутоа и многу големи чувства покажува, знае да покаже, носи за вас, ги има, вие го знаете, тоа го чувствувате. И ако е во работата, тоаш големи страсти, големи амбиции, големи идеи од оваа личност доаѓаат кон вас, меѓутоа сето тоа ќе биде со вас поврзано, вие ќе го почувствувате. Мислам дека некој од вас и уште не знаете што доаѓа кон вас. Вие сте си во свој некој свет, меѓутоа ова ќе ве изненади, ова буквално ќе ве изненади, ќе го доживеете како нешто. Вие мислите дека овие работи само на другите луѓе може да им се случат, меѓутоа спремете се затоа што септември е фантастичен месец за вас. Многу од вас ќе добиете понуди, пораки за патување, некои ќе патувате и во некои потопли земји, потопли предели, може би е за работа, може би е приватно, како и да е, нешто многу убаво се случува. Нешто, сега вие кои ја слушате поракава за 1 месец од сега, кога и да слушате порака за 1 месец од сега, вашата работа, вашиот труд или трудот на некого за вас ќе се исплати и ќе видите што тоа донесло. Ќе биде како ќе чувствувате дека конечно ќе го вкусите сладкиот живот, ќе го вкусите убавиот живот, конечно. Некои други од вас во септември нешто од минатото се враќа повторно и се враќа со цел да ви помогне, или вие, зависи на која страна сте, или вие се враќате кон некого од минатото во вашиот живот со цел да му помогнете. Меѓутоа, јас мислам дека некој кон вас се враќа, овој некој е многу голем човек, многу важен, некој кој навистина има способност и моќ да направи големи нешта и се враќа сега со подарок, се враќа сега со, може би е подарок, може би е нешто кое ви го должеше, може би е нешто кое вие го заслужувавте, а до сега не го добивте. Сега ќе го добиете, септември месецето, моментот кога доаѓа и се враќа во вашиот живот и буквално ќе ве направи пресреќни, ќе доживеете месец септември воопшто е месец на задоволство, среќа, радости, ова е сонцето, ова е на позитивна енергија, ова е радост, среќа, се што е позитивно на овој свет е поврзано со оваа карта. Ова вие ќе го доживеете во септември. Други од вас пак, вие сте под власништво на некоја голема сила. Така барем мислите, дека некоја голема сила помоќна од вас ве го контролира животот, не можете против тоа. Или пак некој јарец ви го прави тоа. Сега сте неодлучни што да направите, меѓутоа, она што треба да го направите ќе дојде во форма на совет, вест или порака. Буквално може да добиете порака која ќе биде насока едноставно околу тоа што вие да направите и како да постапите и ќе ве пренесе во една многу поинаква состојба од таа во која сте, од онаа тешка состојба сега каде се чувствувате стварно потиснати од амбициите, желбите и моќта на оваа личност. И она каде сте сега, а каде ќе бидете, може би за 1 месец повторно и за вас може да значи ова, 1 месец од сега, вие ќе бидете во еден друг, нов свет, многу поинаков. Исто така, повторно се јавува овој или е јарец, или е некој кој ви задава потешкоти, ви задава проблеми, нешто во некаква битка, конфликт, расправија или надпревар, нешто вие ќе го
вие ќе го победите. Ако може би е самочувство или е проблем, вие ќе го победите. Вие ќе се ослободите од ова, ќе го отфрлите. Може би се само аспекти од вашиот карактер, од вашиот живот, може би се само пороци, ќе ги отфрлите. Ќе биде битка, ќе биде тешко, ќе биде напорно. Меѓутоа не толку за вие да не можете да го направите, зашто вие многу добро можете ова да го направите и ќе извојувате победа над ова, ќе остварите некаков голем успех и ова носи емотивен успех. Емотивно ќе се чувствувате дека сте доживеале она што од секојаш сакавте да го доживеете. Ако е во некаков надпревар каде што сте вклучени по векемина или пак некаков конкурс, тоаш еве каде што има многу слаби изгледи дека вие ќе победите, пораката за вас е дека да, вие ќе бидете избрани, вие ќе си ја понесете победата и вие ќе го понесете пехарот на некој начин. Што и да значи тоа. А овој пехар е пехар на емоции, задоволство и среќа. Драги мои овни, тоа е тоа за сега. Се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!